огледало и перископ. Рамната површина што ги одбива најголемиот дел од упадните зраци на светлината се нарекува рамно огледало. Рамните огледала имаат многу добро измазнета стаклена површина што од едната страна е покриена со тенок слој од метал. Кога го гледаме своето лице во огледалото, светлината што доаѓа до нашето лице се рефлектира, односно одбива од нашето лице, оди до огледалото и оттаму се рефлектира, па доаѓа до нашите очи. Оно што се гледа во огледалото се нарекува лик на предметот што се наоѓа пред огледалото. Начинот на одбивање на светлината од рамно огледало можеме да го појасниме и преку цртеж. Зраците што доаѓаат од некој извор на светлина ги цртаме како прави линии насочени кон огледалото. Насоката ја бележиме со стрелка на линијата што ни го представува зракот. Кога оваа линија, односно зрак, ќе го допре огледалото, ќе се одбие од него. Рамните огледала наоѓаат примена кај многу апарати кога треба да се промени насоката на движењето на светлинските зраци. Например, тие се вградени во перископот што се применува во подморниците за наблюдување над водната површина. А како функционира перископот? Иако подморницата е скриена под вода, со перископот може да се наблюдува што се случува над водната површина. Светлинскиот зрак што доаѓа од некој предмет се одбива од огледалото што е над водната површина и оди до огледалото што се наоѓа во подморницата, од кое повторно се одбива и доаѓа до окото на наблюдувачот. Рамните огледала имаат мазна површина од која се одбива, односно рефлектира светлината. Во рамното огледало гледаме лик ист по големина како и предметот пред огледалото. Ликот во рамното огледало е нереален и е на исто растојание од огледалото како и предметот. Левата страна на предметот е десна на ликот и обратно. Перископот функционира со помош на огледала за да може да се гледа над и зад површини.